Клиниката за детски болести Скопје денеска доби нова медицинска опрема, која што ќе им помогне на децата со церебрална парализа во поодмината фаза, како и за пациенти со невромускулни заболувања, да се лекуваат во домашни услови. Станува збор за апарати за механичка вентилација, наменети за пациенти на кои им треба долготрајна вентилаторна поддршка. Донираните апарати веднаш ќе бидат ставени во функција, а родителите на овие пациенти ќе добијат и обука пред да започнат да ги употребуваат. Цената на еден ваков апарат е околу 550.000 денари, средства кои ги обезбедија спортските облажувалници Моцарт преку хуманитарната акција, која се одвиваше во текот на светското првенство. За време на акцијата беа вкупно собрани 1.023.596 денари, средства кои што беа искористени за да се купи опремата која што ја договоривме со детската клиника. Вкупната вредност на опремата е 1.085.600 денари. Дополнителните негде околу 60.000 денари кои што фалеа да се купи потребната опрема, Моцарт ја обезбеди и таа опрема е сега со нас. Директорката на детската клиника, докторка Катерина Ставриќ, го опиша начинот на функционирање на овие апарати и нагласи дека третманот во домашни услови кој ќе го добијат децата ќе даде придонес во нивното понатамошно лекување. Со обезбедување на овие апарати, всушност ќе им се овозможи да овие деца, доколку се стабилни, се стабилизираат, да може респираторната поддршка да се одвива во домашни услови, во близина на семејството, што и за децата е од големо значење, меѓутоа и за родителите исто така е доста полезно. Во каква состојба е детската клиника и уште колку апарати неопходни за третман на болни деца чекаат да бидат набавени од донации на приватни компании, ја прашавме директорката Ставриќ, која потенцираше дека покрај компаниите, набавката на нови апарати ја овозможува и Министерството за здравство, но сепак сподели со јавноста дека на клиниката и тоа како и се потребни нови апарати за нормално функционирање. Листата на потребни апарати е голема и мислам дека имаме многу добра соработка со општествено одговорните организации и дека и во овој период, година дена како што сум на оваа функција, на вистина успеавме преку донации да ја подобриме состојбата во поглед на апаратура. Тука е и Министерството, кое што исто така за оние големи апарати кои што се доста скапи, стои и не поддржува во тој дел.